Привремено, спасот за гладната Марија Божиновска од Драмче е штипското очно одделение. Овде таа е донесена во исклучително лоша здравствена состојба и изгладнета. Знаеше ни дека се наоѓа и вечерта цела ног, нели, едноставно пречувае. Јас со мене беше она и неколку пати ја и подпираме за да не ни падне, оти точно не знаеше дека и гладна. Тоа може да ви кажам гладна и жедна. И тоа таква една лоша состојба и мислам, тоа е стварно за еден жал. Првиот оброк го добила од рацете на сестрата Патраклиева. Не знаеше ни дека се наоѓа и вечерта цела ног, нели, едноставно пречувае. Јас со мене беше она и неколку пати ја и подпираме за да не ни падне, оти точно не знаеше дека и гладна. Тоа може да ви кажам гладна и жедна. И тоа таква една лоша состојба и мислам, тоа е стварно за еден жал. За прв пат по неколку месеци Марија е сита и на топло, но за неа слепилото и понатаму е проблем. Очите и се со големи оштетувања, по подобрувањето на нивната функција нема да биде лесно. Работиме на подобрување и на видната острина, да колку можеме да добиеме малце вид, бидејќи станува збор за една за болеста глуком, која, знаете, е потешка околу враќањето на видот. Надевам се дека со брзо време ќе можеме веќе да ја пуштеме во општа добра состојба. Колку и дали видот на баба Марија ќе и се врати е неизвестно, но таа сепак е задоволна зашто конечно е на топло и нахранета. Благодарам, тоа е многу убаво. Само кога ќе ги пуштат. Тажната приказна на Марија доби свој среќен крај откако телевизија Стари јавно проговори за лошите услови во кои таа живее по смртта на едниот и исчезнувањето на другиот син. На очното одделение Марија ќе остане се до подобрување на состојбата. Потоа ќе биде префрлена во дом за стари лица.